Почитувани граѓани, почитувани корисници на доќаните и тезгите овде во Битпазар, почитуван прв вице-премиер Груби, почитувани вице-премиери Николовски и Битики, почитуван министер за економија Крешник Бектеши, почитувани градоначалници на градот Скопје, господине Петре Шилегов, и на општина Чаир, господине Висар Ганију, почитуван Младен Дамев, генерален директор на Скопски пазар, како и представници на менеджментот на Скопски пазар, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Ми представува чест што токму денес сме сите заедно во центарот на трговскиот живот во градот, на отварањето на новата инвестиција на Скопски пазар АД Скопје. Со задоволство ја прифатив поканата на менеджментот на компанијата да се обратам по повод реализацијата на уште еден капитален проект, новиот мултифункционален центар Битпазар, кој е од голема важност за општина Чаир, како и за градот Скопје. Владата ги поддржува капиталните инвестиции, посебно оние кои имаат трајна вредност и ги подобруваат условите за работа на нашиот народ, на граѓаните. Во таа насока упатувам честитки за современиот изглед на традиционалниот Битпазар, позициониран на стратешка локација со излез на најфреквентниот пат кој ги поврзува општина Чаир со општина Центар. Инвестицијата е во износ од приближно 250 милиони денари. Евидентно е дека деловниот простор е ефективно искористен со цел задоволување на потребите на купувачите и корисниците, со обезбеден квалитетен паркинг простор со 220 места. Со новиот изглед, изголемениот капацитет, реновираниот центар Битпазар прераснува во најголемиот пазар во државата, место каде може да се најде се на едно место. Почитувани присутни, владата создава услови за развој и подобрување на деловниот амбиент за сите предпријатија, микро, мали, средни и големи, истите да растат и да бидат двигатели во своите општини. Развиени општини значат силна економија. Продолжуваме континуирано да се залагаме за рамномерен регионален развој и јакнење на инфраструктурата на општинско ниво и подобрување на севкупниот квалитет на живот на локално ниво. Ја зајакнуваме децентрализацијата и овозможуваме максимално можен трансфер на надлежности од централно на локално ниво. За таа цел стартувавме и реформа за унапредување на фискалната децентрализација преку реализација на 3 главни столба, и тоа раст на приходи на општините, отплата на долговите, како и домакинско, транспарентно и отчетно работење. Владата со буџетски средства и со поддршка на меѓународни финансиски институции спроведува проекти конкретно насочени кон развој на општините. Дополнително позитивната слика за деловниот амбиент се токму новите инвестиции од приватниот сектор, како во случајот инвестицијата во Скопски пазар, а општините се тука во континуитет да ги подобруваат работењето севкупно за нови инвестиции и вложувања во локалниот економски развој. Нашата главна цел е зајакнување на инфраструктурата и подобрување на условите за живот како на централно, така и на локално ниво. За само 4 години изградени се 60 детски градинки, 80 училишта, 56 објекти за полицијата, 34 здравствени установи и многу други капитални објекти. Дополнително се градат над 1040 километри патишта, автопати, магистрални патишта, експресни и регионални патишта. Владата продолжува да поддржува трајни добра, како изградба и реконструкција на локална патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, изградба на канализации, на градинки, училишта и спортски објекти, здравствени установи, се за подобрување на животот на граѓаните, за нови вработувања и економски развој. Во последните 4 години, директно од централната власт, развивме поддршка и поддржавме кон општините повеќе од 550 милиони евра средства за надлежности директно на општините. Светска банка, локални патишта 70 милиони евра. Европска инвестициона банка 50 милиони евра плюс 100 милиони евра нови проекти. Проектот за туризам 25 милиони евра. ТАВ програмата 35 милиони евра. Долгови вративме директно од буџет 50 милиони евра. Директни капитални инвестиции
градинки, директно школи, библиотеки и други надлежности на општините. Повеќе од 220 милиони евра. И продолжуваме на вистина да ги поддржуваме општините. Сакам да ви благодарам на вниманието на сите и да посакам пред се успешна работа, со лезет да тера работата, да има навистина пријатни денови на овие наши сограѓани кои што беа овде изложени и на снег, и на дожд, и на сонце во лето. Денеска навистина со задоволство можеме да кажеме дека вака со обезбедени работнички права, со заштитени продавачи, со заштитени купувачи, со заштитени граѓани, ќе можеме да кажеме дека стартува најсовремениот пазар и најголемиот пазар, бит пазар во нашата земја. Затоа што одржувањето на традицијата и пазарувањето во петок и вторник, како и секој работен ден, се со цел задоволување на потребите на населението. И затоа сум среќен што инвеститорите ги следат ваквите потреби, заедно со општина Чаир и градот Скопје овозможивме да денеска се радуваме на едно вакво здание. Честитки до инвеститорите, честитки до сите корисници на Бит пазар, нека им е честито на сите граѓани на нашата земја, затоа што и ние од Струмица и тие од Охрид и сите од цела наша земја го сакаме Бит пазар и многу често може да бидеме затекнати тука како ги завршуваме нашите секојдневни потреби од купување. Нека е со среќа на сите.